изминатите 2 години градот Скопје сериозно започна со инвестирање на сосема нови стратегии, на сосема нови политики, на најсовремените европски достреви кои што постојат во рамките на урбаното планирање и урбаното живење, со цел да полека, чекор по чекор ги доводиме стандардите и да го направиме нашиот град онаков како што јас разговарав со граѓаните во текот на кампањата и за кое што всушност ја добија довербата. Гледате како од ден на ден, чекор по чекор, што јас сакам да кажам, овој град се менува, некогаш неприматно, некогаш сериозно видливо, меѓутоа стануваме се поинтензивни во делот на видливоста на градот и очекувам дека веќе кон крајот на оваа година новата инфраструктура која што ја градиме, која што скопјани се уште не ја употребуваат, ќе биде ставена на располагање на нашите граѓани за полека градот да го изградиме онакво како што мислиме. Инвестираме сериозно во јавните површини, инвестираме сериозно во велосипедските патеки, така што очекувам дека и алтернативниот начин на сообраќај ќе биде доста примамлив со оглед на тоа што инфраструктурата е сериозно подобрена, а во текот на наредната година ќе започнеме да го реализираме малиот ринг со што центарот на нашиот град ќе стане пешачка зона онака како што всушност се доликува. Градот е на крај, завршена е тендерската документација за новиот јавен градски превоз, очекувам дека по потпишување на договор со владата ќе влеземе во негова имплементација, што ќе представува една револуција во урбаното живење во нашиот град. Скопје нема алтернатива. Скопје мора да оди напред, Скопје мора да ги применува највисоките стандарди кои што важат за Европа, зашто не и за нашиот град.